Самитот во Тиват се очекува да испрати силни политички пораки за иднината на проширувањето на Европската Унија, но како што сметаат дел од политичките аналитичари, од него нема да произлезат драматични пресврти. На дводневниот состанок меѓу европските челници и представниците на државите од Западниот Балкан, фокусот ќе биде ставен на напредокот на земјите од регионот, а ќе се потврди зголемениот интерес за прием на нови членки. Овој самит треба да се толкува како стратешки импулс, а не како пресвртен момент на одлука. Мислам дека некои од главните точки кои веќе сега се насеќаат по агендата е прво ќе има потврда дека проширувањето е назад на листата на европски приоритети и дека апетитот за проширување повторно владее. За нас сметам дека пораката ќе биде истата порака која видовме од Кошта. Тука дека заобиколна врата нема, дека кој да биде процесот на проширување условите ќе останат исти и дека било кој пат кон почеток на преговорите води низ уставните измени. Една од клучните теми на самитот ќе биде идејата за постепено приклучување кон Унијата на 6 земји од Западен Балкан. Според планот, државите кандидати треба да добиваат дел од придобивките од членството уште пред формалниот прием. Тој план има за цел на земјите како Македонија, Босна и тие кои не се веќе во оригиналниот процес да им даде некакви бенефити ако напредуваат постепено. Значи тој не е, повторувам, не е замена за предпристапниот процес, но е негово надополнување. Овозможува бенефитите како пристап до европскиот пазар, учество во културните и научните форуми и така натаму да се користат пред полноправното членство. Сепак, тој нема да ги замени основните услови, ниту за Македонија, ниту за Босна во предпристапните преговори. Според аналитичарите, самитот во Тиват ќе донесе нова енергија во процесот на проширување на ЕУ, но не и олеснување на условите за членство. Македонската владина делегација ќе предводи премиерот Христијан Мицкоски и како што велат од владата, на самитот ќе се разговара за соработката и ЕУ интеграцијата на земјите од регионот. Зоран Јаневски, Сител телевизија.